Откако вчера директорот на Фондот за иновации и технолошки развој Јован Деспотовски на Твитер објави дека тој и неговите соработници се чисти затоа што конечната одлука за тоа кој ќе добие пари ја донесла петчленна комисија составена од странски државјани, Алфа дојде до поинакви информации. Членови на групата кои ги контактираше Алфа велат дека тие не знаеле дека меѓу апликантите има и пратеници и вице-премиер и дека да знаеле дека даваат пари на високи представници на лјачката партија немало се согласат со тоа. Тимот за одобрување на апликациите во состав Кларис Бехар Молат, Авинаш Сахи, Доналд Луис Джејар, Николаус Георгулас и екс-министрот во владата Никола Груевски, Глигор Ташковиќ, работеле во исклучително тешки услови. Тие морале за кратко време да анализираат над 200 апликации и да донесат одлука кој ги исполнува условите. Тимот во досијата имал пристап до собственичката структура на апликантите фирми, но никој во владата не им кажал дека меѓу нив се и вице-премиер и пратеник од владачката партија. Според нив, речиси невозможно е без сугестија од фондот и владата дека меѓу собствениците на фирмите има и функционери, тие да ги проверуваат сите собственици на фирми кои што барале пари. Кај барањата на фирмата на пратеникот на СДСМ Хари Локвенец, неговото име стои меѓу другите собственици, но таму не пишувало дека тој е пратеник. Кај апликацијата на фирмата на вице-премиерот Анѓушев не стоело воопшто неговото име, туку само фирмата Брако, чиј собственик е тој, но тимот за апликација не знаеле дека се работи за фирма на вториот човек во владата. Кај Анѓушев е спорно и тоа што во документацијата нема потписи на луѓето кои што го протнале вице-премиерот од втората во третата селекција, со што е нарушена процедурата. Да знаевме дека се работи за вице-премиер на актуелната влада и пратеник на владачката партија, никогаш немаше да подпишеме, затоа што тоа не е принципиелно и честно и се граничи со корупција, вели член на тимот за одобрување на средствата од Фондот за иновации кој инсистира на анонимност.